Стотици пораки со критики кон владата, повици за бојкот на престојниот референдум за промена на уставот и името и објаснување за штетноста на договорот со Грција, вчера се избришани од социјалната мрежа Facebook, обвинуваат активисти на движењето Бојкотирам. Според нив се работи за координиран напад од страна на лица поврзани со или платени од владината пропагандна машинерија, кои во централата на Facebook ја пријавуваат како непримерна, офанзивна или навредлива секоја содржина која не им се допаѓа на луѓето на Линденска број 2. Тие тврдат дека власта се плаши од масовноста на движењето Бојкотирам, кое од ден на ден станува се поактуелно и со бришење на постови се обидува да ја намали политичката штета. Бришете? Зарем ке не замолчите? Порачува една од активистките во порака над соопштението дека незиниот претходен пост каде се изјаснува за бојкот на референдумот е избришан како непримерен. Почнавте предавници, ама нема да успеете. Пишува друг активист на Бојкотирам над соопштението од Facebook дека неговиот претходен пост е избришан бидејќи содржал агресивни пораки. Нивните сомнежи упатуваат на веќе познатиот метод на координирана акција на повеќе активисти кои по налог на луѓе од владиниот тим ја пријавуваат содржината на постовите со кои се повикува на бојкот како говор на омраза, пошто Facebook ги брише постовите. Во некои земји Facebook има вработено стотици луѓе кои што ги проверуваат спорните пријавени постови. Доколку пријавата или репортот е неточен, Facebook го враќа постот, но за Македонија нема прецизна информација за процедурата со пријавените постови.